Гревовите на Грујо. Рино, почни ти со првиот грев. Што мислиш дека е една од работите што Грујо ни ги направи, а што и ден денеска ги осеќаме последици. Најголемиот греф е што не е апсеше кога требаше да апси. Ако хронолошки одиме, имаше други гревови, Не оди хронолошки. За мене најголемиот греф е тој што не апсеше кога требаше да апси и што дозволи да ни се случи се тоа што ни се случи. Значи, викам дозволи, бидејќи од него зависеше, иако сега нели оправданија слушаме дека бил притиснат, уценет, што и да било, си кажа Стефан Влахов Мицов, кој се фаќа за политика, у џебот што треба да носи, нема оправдање. Не беше тој. Не е оправдање, ама не беше човек за таква жртва Грујо. И од неговото патешествие во Будимпешта добивме конечна потврда дека типот е само за мирнодопски услови лидер, иначе ти држи забелешката. Првиот греф на Грујо беше всушност оној греф што сега пак ќе ни се случи за година дена најверојатно, ако тепаат Квиско и неговите другари. Сите работи што ги кажува, леле толку краделе, леле толку праеле, ова праеле, комуњарите она праеле, сето тоа ќе го покрие превезот на власта и кога ќе си седнат у удобните фотелички, ќе заборават дека било кој комуњари некогаш нешто краделе или праеле, а да не зборуваме за ново настанатата ситуација, континуитет на велепредавствата кои од 2017 до денес. Значи, ја не верувам дека ќе гонат кој да дојде после СДС, не верувам економски криминал дека ќе гонат, а камоли велепредавство. Јас ќе продолжам со уште еден негов греф, што исто така е голем. Тоа е пунење наспротив ветувањата, памтиш, одамна беше, ама сигурно памтиш, Рино, наспротив ветувањата дека ќе отпушта од администрација, дека ќе се намали. Тоа е, мислам дека и стандардно 30 години е стандардно ветување на секој што пледира кон власта, ама и стандардно прекршено ветување. И се случи напротив обратното. Наместо да ги брка превработените административци, Грујо почна да вработува нови. Таа грешка сега ни се рефлектира. Ако порано имаше 80%, пред Грујо, имаше 80% комуњари во државна администрација, што само требаше се намалат и да се врати сразмерот на некој 40-40 со ДПН, да стане сразмерот таков. Грујо го направи она што 30 години го прави, 25 години го правеа комуњарите. Он напика негови луѓе, автоматски рачунајќи дека тие ќе бидат во идно време негова гласачка машинерија. И така и бидна. Значи, тие луѓе кои беа вработени, станаа редовни гласачи на Грујо и благодарни за услугата што ми ја направил, тоест добрината. Но што се случи со партијата ВМРО-ДПМН? Партијата ВМРО-ДПМН, наместо да ја создаваат, да ја сочинуваат предприемачи, земјоделци, занаетчи, приватни стопанственици, како порано што беше. Значи, они има, ако памтиш, у 90-тите, партија на селаните, демек. По селата се они јаки. Ама знаеш што беше предноста на тоа? Селаните не трпеа срања. Значи, селаните кога ќе нешто не чинеше, не зависе од никого. Никој не им пушташе чекче од кое им се тресеше душичката и искачаа на разни протести. Денеска, еве гледаме, со тој пробој на Грујо, на ДПНФци во администрацијата, добивме такви слугичиња што се на тенко ланче од СДС и со само една закана дека може да ги преместат, да изгубат работа, се пасивизира моторната моќ на партијата ДПН. Оди сега направи голем протест, каде што од шампитата ќе искочат 200 души и ќе застанат пред да протестираат. Нема шанси тоа. Оди направи протест пред некој министерство. Нема шанси, пола ВМРО-вци се таму. Со овој потез, не само што ни натовари нови
закрепостени душички на товарот на нас што работиме приватно, туку и дефинитивно го ослабе протестниот капацитет на собствената партија. И затоа денес гледаме дека СДС прави што сака, а административците на ДПН чекаат редот да им дојде за да дојдат на власт. Зошто секој под ВМРО кога бараат избори, СДС вика кој ја врти, нема шанси? Последните 2-3 години да, ама знае зашо викаат СДС не ви Зашто даваме вика сега Мицко нема да има Зашо? избори? Ама го Затоа слушна што- Мицко зашто кажа дека нема да има избори сега оваа година? Не даваа Зашо станците. не е сигурен и он дека ќе Не дека ќе даваа победи. станците. И он не е сигурен дека ќе победи. Да е сигурен дека ќе победи. Ама види да Не има беше подршка, странци. да видиш како ќе правиш и протести и све. Па и Тепачка нема, на- па и реално Тепачка нема подршка. направија овие, прво направија, исценираа тепачка во собрание, па се жалеа, плачеа наоколу, па дојде добро помирувачи, ај направете избори. После ги изгубија и тие. После излегува од собрание. Ама 50 дена види не беа што од се собрание, направи. добро, дојдоа помирувачи, зошто сега не излезат овие, викат немаме подршка. Ако излезат, нема да дојдат помирувачи сега да кажат, слушај, СДС мај правете избори, овие излега од собрание. Сега странците знае зашо не бркаат да ги сменат СДС. Пошто и ВМРО се како СДС. Зашо би менјале други фаци кои ќе ги тераат истите политики. Затоа и мислам дека се случи оние избори локални, им рекоа еве ви бе некаква власт. Не се мешајте овие на Тачи, Заев и Рада, убаво им иде ушиткањево. Значи да не менјаме се усред двочекор, како да кажам спортски, да не ги менјаме, пошто реално исти сте. Еве вие асфалтирајте ја северна преку општините. И убави пари им фрла. Луѓето не знаат, у ВМРО-вските општини нема никаква кочница за пари од буџет. Значи, многу што во Томи се вдомија овие година и пол. И кај Даниела, и кај Иво Охрид, и во Велес, и вамо и таму. И со Дуи се најдобри другари на локално ниво. Значи, нема никаква разлика. Мислам дека баш за тоа им дадоа, за да не ги сецкаат СДС у велепредавство, затоа што колку и да ВМРО сака да прави вакви велепредавства као СДС, мислам, не знам, не сум сигурен сега, ама порано ќе имаше некој отпор од внатре од партијата. Оној отпор што го спречаваше Грујо да се договори за името, како Заев што се договори. Ама сега мислам дека нема таква енергија. Сега можат слободно да ги пуштат на власт, пошто буквално нема разлика меѓу СДС и ДПН у дадениот момент. Ама мислам дека им одговара вака, општинички си работат, ќе си прошета Мицко до Охрид, ќе покажат два дрвореда, 25 метра асфалт и ќе речат проекти и си живуркаат од истите пари. Така убаво ја пресекоа локална самоуправа и државна власт, да подеднакво мислам има у двете. Сега добро, на државна власт има малце поише, да не претеруваме, ама Квиско и со ова е задоволен. Како што немаше допред 2 години, ова му е пуна капа. Сега има... Покажа после 5 години некој резултат. Парите течат, Таче подпишува, си подпишуваш и Заев ако ти текнува за хидроцентралите на Ангјушев и Квиско концесии, без проблем. Памтиш последната концесија кога ја зема Квиско? Кога изгуби Гога Сорос. 2019. Значи, изгуби у мај или у април, у јуни му беше подпишана концесијата. И така го добивме овој председател што ни е денес. Тоа е организирана група на преваранти кои сега се многу поуходани од времето на Грујо. У времето на Грујо им даваше, ама пак имаше некој отпор. Сега е тоа, ти реков, 20 пратеници од СДС и 20 од ВМРО да ти ги наредам, а ако познаеш кој од која партија, ја глава се сечам. Ни по лик, ни по дело, ни по настап, ни по вординг, ни по облекување. У све се исти. ЕУ НАТО и оделцата. ЕУ НАТО. Тоа е тоа.